Боксерската кадетска репрезентација на Македонија под раководство на селекторот Петар Челинов настапува мошто успешно на силниот меѓународен турнир Емил Жечев што се одржува во Бугарија. На еден од најсилните меѓународни турнири во Европа за кадети и јуниори Емил Жечев во Софија учествуваат тројца боксери од Штип, тоа се двајцата боксери од Баргала Штип и еден од Пинк Пантер. Значи, во досегашниот тек на надпреварите, Алпај Демиров, кој е веројатно една од идните звезди на македонскиот бокс, извојува 2 победи и денес се бори за влез во финалето, додека Ѓоши Ѓошев директно влезе во полуфиналето и исто ќе се бори попладнево за влез во финале, додека Алпај Демиров беше, по моје мислење, незаслужено победен од хрватскиот представник. Инаку да кажам дека на овој меѓународен турнир кој е за јуниори и кадети, учествуваат 16 репрезентации од 4 континента, значи убедливо најак турнир во Европа и мислам дека со досегашните резултати веќе ја постигнавме нашата цел, но се надевам дека ќе имаме представник и во финалето. Да кажеме збор два и за работата на Федерацијата. Знаеме дека пред Нова година започна да дуват некои поволни вертишта, како тоа се одржи на Лига првенството, бидејќи сме свидетели дека во поново време се одржува повеќе турнири. Па сигурно имаше влијание финансиската инекција која добивме од Агенцијата за млади и спорт, значи се омасовува првенството, веќе дуваат некои нови ветришта, како што велите вие, се зголемува интересот за боксот. Например, во првото коло во Битола имаше 3000 гледачи во спортската сала, во Штип исто така имаше квалитетни борби, имаше доста публика, наредното коло е во Делчево и за месец дена, месец и пол треба да стартува државното поединечно првенство, кое најверојатно ќе се одржи во Штип, поради тоа што најдобри услови има овде. Сега во моментот имаме некои одредени недоразбирање со Агенцијата за млади и спорт околу средствата, меѓутоа се надевам дека со меѓусобен диалог ќе ги решиме и тие проблеми. Што предвидува календарот на Боксерската федерација за понатамошниот, програмата за понатамошниот тек во оваа година, турнири како домашни, така и меѓународни? Па ние календарот за оваа година го направивме уште за нова година и има доста силни турнири. Во јуни се медитеранските игри, каде ќе имаме наш представник, најверојатно Гоце Јаневски или Љузми Исмаили, заедно со селекторот Петар Чурлиновски. Медитеранските игри ќе се одржат во Шпанија. Потоа во октомври е Европското првенство за кадети, каде се надевам дека сигурно еден или двајца од нашиот клуб од Баргала ќе учествуваат, тоа е во Русија. И наредно е белградски победник сега за 20 дена за сениори, златна ракавица, златен гонг, значи календарот е буквално пребукиран, секоја недела има бокс. Се надам дека ќе се останат овие недоразбирања и дека боксот корачо ќе тргне по оние славни пати. Па сигурно, затоа што многу е негативно може да влијае некоја сега непромислена одлука на Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа ние веќе имаме закажано состанок со директорот наредната недела и се надевам дека ќе ги надминеме сите недоразбирања.